можам да кажам дека овде за прв пат сум во Македонска каменица како автор и за прв пат се изложени моите карикатури овде. Иако знаете, карикатурата во принцип е уметничка форма која е дневно актуелна, обично изложби на карикатури се прават на некои малку по трајни теми, односно по вредности кои се потрајни. Меѓутоа овде се избрани такви карикатури кои во принцип можат да бидат интересни и после актуелните моменти кога се правени, че може да бидат интересни и во други култури, каде што смисълот за хумор е другачи, така да се избрани по-универзални, по-философски, по-човечки теми. Мислам дека ќе бидат интересни на денешните посетители на изложбата и на идните јасно додека трае изложбата овде. Инаку они се преземаат на фан-пейдж, таму излегуваат секој ден по една карикатура, овие се правени од прилика пред една година, а има и некои кои се и од оваа година. Јас сум Ласко Ѓуровски, графички дизајнер и типограф од Скопје. Имам чест и задоволство да присуствувам на овој фестивал. Задоволството е уште поголемо затоа што фестивалот за прв пат се одржува. Се надевам дека ќе се одржи уште многу години, затоа што првите искуства и првите впечатоци што тука ќе видов се многу позитивни, особено од пристапот на фестивалот за организирање на еден специфичен конкурс за краснопис што досега не е, мислам, видено кај нас во нашата република. Тоа се надоврзува на значењето на Јаков од Камена река, односно првиот македонски печатар, и она што тој го направил, на некој начин сега доаѓа до израз, затоа што неговите работи што ги оставил, особено пописите објавени во Часословот, кој е една од најстарите книги напишана на старомакедонски, словенски јазик, меѓу кои препознаваме графички решенија на букви кои сега во моментов се среќаваат во нашата кирилица. Значи сме имале богатство, национално богатство, можам да речам слободно, кое треба да го негуваме, да го развиваме, да ги запознаеме луѓето дека такво нешто постоело и тоа нешто треба да го пренесеме на нашите идни генерации како наследство кое ќе значи стимул за понатамошно развивање на македонската кирилица и нејзиното вклучување во сите сфери на културата и медиумите, како класични, така и дигитални медиуми кои сега владеат во светот. Па ме радува фактот што после 500 години од како излега Часословот, односно 1566 на Јаков од Камена река, сегашна каменица, еве после скоро 5 века ние успеавме да направиме фестивал во чест на првиот печатар на Балканот со кирилично писмо. Значи, јас се надевам дека ако веќе чекавме 5 века да направиме еден ваков фестивал, јас се надевам дека овој фестивал ќе трае 5 века, а пошто нас македонците тешки ни се првите 5 векови, се надевам дека ќе продолжиме и натаму. Генерално јас не знам нашите гости што кажат за фестивалот. Сакам да кажам дека ги завршиме надпреварите по краснопис, задоволни сме од одзивот на учениците, од интересот. Ги завршивме ликовниот и литературниот конкурс и задоволни сме од сево на што пристигна од надпреварачите, од учениците. Еве сега во секој момент треба да почне изложбата на професор доктор Јордан Ѓорчев, изложбата на карикатури, која јас се надевам ќе бидат презадоволни нашите посетители. Потоа следува изложбата на одбрани страници од Часословот на Јаков од Камена река, која ќе отвори епископот Делчевско-академички господин Марко. Горцам што ова е прв пат во јавност да излагат делови, страници од Часословот на Јаков од Камена река. Потоа во 18 часот следуваат
свеченото доделување на наградите на кои имат доста познати личности, како личности што се македонска каменица, така и од Македонија. Се надевам дека ова е почеток, а некои други и од оваа страна и од ваша страна и по 5 века пак ќе зборуваат за овој фестивал. Самиот Јаков од Камена река е величина сама за себе. Станува збор за првиот печатар на кирилица во светски рамки, од кој што почнале да се печатат сите наредни книги. Тоа е дел од нашата култура, тоа е дел, може, и од нашиот идентитет. Македонска каменица треба да се гордее со овој човек и затоа ние неколку културни ентузијасти од Македонска каменица и од регионот преку Сдруженијето Надеж Норе го создадовме овој проект со цел да му се оддаде достојна почит на овој великан на македонската култура и на светската култура и неговото име да го празнуваме и да го шириме меѓу младата популација која што треба да се запознае со него и истата воиднина и да го слави. Денеска е завршната вечер од фестивалот на која што ќе се доделат награди на истакнати македонски културни и просветни работници, а исто така ќе се доделат награди и на просветни работници кои што потекнуваат од Македонска каменица, доктори на науки кои што допринеле за овој град, за да се чуе за него како во Македонија, така и во светот. На нас ни представува голема гордост што го организираме овој фестивал и се надеваме дека истиот ќе продолжи да се одржува и во иднина. Инаку, главен покровител на фестивалот е општина Македонска каменица, а на него поддршка му е дадена и од страна на рудникот Саса, потоа како донатори и покровители на одреден дел од активностите се јавуваат Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип, потоа преку проектот Направи разлика кој што е финансиран од УСАИД, потоа Славјанскиот универзитет од Свети Николе, кој што е покровител на надпреварот по краснопис. Исто така тука се јавуваат и неколку други донатори, а исто така за под фестивалот во иднина ќе биде одржан на некој начин и од страна на Македонската православна црква, значи за тоа што станува збор за попски син Јаков, значи кој што исто така бил монах своевремено и самата прва негова книга Часослов на некој начин е верска книга која што дава насоки како да се практикува религијата од страна на обичниот човек. Како е чувството, добитник сте на награда на првото издание на фестивалот, кој значи многу за Македонска каменица и што, впрочем, тоа ќе значи за самите граѓани и сите кои потекнуваат од овде и ја шират културата. Прекрасно е чувството да се добие ваква награда особено од населеното место, од местото каде што си роден, кај што си живеел, од кај што потекнуваш. Тоа дава посебна драж на наградата која што јас ја добил и таа награда за мене е една од највредните награди и ми представува посебен поттик и посебен мотив и понатаму да продолжам да работам, но многу повеќе не лично за мене и за мој личен развој, туку многу повеќе за општеството, државата, заедницата од која што потекнуваме. Сите ние треба да се потрудиме да го дадеме својот максимум во работата што ја работиме, во нашата етика, нашиот морал да се подобруваме и да дадеме што е можно повеќе во државата од каде што сме се родиле, каде што бесплатно сме се школувале, сме учеле, сме ги постигнале сите наши успеси и резултати за кои што ги добиваме и овие награди. Особено ние што добиваме награди, треба да се трудиме уште повеќе, да представуваме пример како треба да биде, да поттикнуваме многу други луѓе да се стремат кон вистински вредности, да ги замениме вредностите на луѓе кои што не имаат на моменти може да се интересни, харизматични и така натаму, меѓутоа тие немаат карактеристики за водење, немаат чувство за заедница, за држава, туку повеќе си работат самите за себе. Ние мораме да дадеме еден обратен пример, да го смениме малку наративот и да дадеме еден импулс на луѓе, мотив на луѓе кои што можат да водат напред, да создаваат, да креираат нови вредности и со тоа да ги
подобруваме сите сфери во нашата држава, во нашето живење, се со цел да понатаму обстанеме, нашата држава да биде поуспешна, нашата држава, да заедница да биде поуспешна, да ги задржиме нашите луѓе тука, да не се иселуваат. Ние живееме во едне прекрасно климатско-географски услови, кај што имаме избалансирано траење на денот и ноќта, благи зими, не толку топли лета, немаме екстремни климатски услови и навистина е штета што со векови, па и со генерации луѓето од нашите средини се иселуваат и во многу полоши климатски места за живење, а ние не наоѓаме начин како да го подобриме нашиот систем. И борба на нашата генерација треба да биде како да ги подобриме условите во нашата земја, да го подобриме системот, Македонија да ја направиме поуспешна земја за живење, посакувана земја за живење, да се вложиме во тоа. Таа борба е многу помала од борбата на нашите предци. Борбата на нашите предци била таква да тие ги вложувале своите животи, нивните животи биле во прашање. Сега нашата борба е далеку полесна. Ние не треба да ги вложиме нашите животи, меѓутоа не треба да дозволиме за ситни лични интереси да ги продаваме општествените интереси и да ја растураме државата и да правиме штети кои што нема да можат да се санираат со век и веков. Најпрви би сакал да ви се заблагодарам на сите присутни, сепак ова е навистина голем ден за нас како општина Македонска Каменица, бидејќи и за почнуваме приказната за Јаков, покрај тоа што тоа големо име ќе успее да ја промовира нашата општина не само во Република Македонија, туку на ниво на Европа и на цел свет. Од се срце би сакал да се заблагодарам на Владко Ситновски, на Ненад, на нашето невладино здружение Надеж, кое опочнува приказна, на директорот Миле Георгиевски. Јас како градоначелник и општина Македонска Каменица била тука и ќе биде секогаш за овие навистина прекрасни настани. Ја благодарам од срце. Посебна чест ми е и особена радост што сум присутен на овој фестивал вечерва. За прв пат организиран како што слушнав. И се надевам дека ќе прерасне ова во еден традиционален фестивал кој што ќе биде фестивал на културата, на промоцијата на нашата македонска култура и на хуморот и сатирата, но и на стари, да кажеме, книги кои што ќе го наоѓаат светлото на денот токму на овој фестивал. Мене ми припадна таа чест, благодарение на организаторите, да прословам за часословот кој што го промовираме денеска, стар скоро па 5 векови, испечатен во Венеција од Јаков од Камена река, кој што уште во тоа време имал свест за публикација на тие историски книги и значајни книги за православието. Часословот е книга најкористена во богослужбениот круг на православната црква. Секојдневно се користи и се користи во секој час, затоа и самото име часослов всушност значи молитви за секој час од ден, почнувајќи со полуношницата, односно со молитвите кои што се читале на полноќ и тогаш всушност почнувал денот во старите манастири, а некаде и денеска на Света Гора, па и во некои други манастири кои што го практикуваат тој начин на живот, типу како што ние го велиме во православната црква, животот почнува, денот почнува со полуношница, односно од полноќ почнува. И тука на првите страници на часословот се поместени молитви на полуношницата. Потоа следуваат утрински молитви, па следуваат молитвите за првиот час, третиот час, деветиот час, шестиот па деветиот, изобразителната, повечерието, вечерната и уште
други песни, црковни, тропари на светители, кои што се пеат секојдневно во богослужбите. Затоа се нарекува часослов. Ова е посебна радост за нас, што пред себе имаме факсимилите од оваа стара книга, која секако се чува во универзитетската библиотека Свети Кирил и Методи во Скопје. И посебна радост ми е тоа што токму од овде, од Македонска каменица, Јаков од Камена река, тоа го испечатил во Венеција. Сигурно да имало овде услови, ја испечатил овде таа книга, меѓутоа услови нашол во Венеција и таму ја испечатил книгата, но радоста наша е поголема затоа што тој е наш сограѓанин од пред 5 векови. И ете, уште еднаш ќе кажам дека за мене представува голема чест што токму јас имам чест да ја на некој начин да ја промовирам прв оваа книга, секако за историскиот аспект на книгата, на самата книга, ќе ни се обрати Ласко Ѓоргиски, кој ќе ни каже повеќе за историскиот дел од ова и ќе имаме прилика, иако можеби многумина не ќе разберат од писмото кое е пишувано, тоа е црковно-словенски или старословенски, кое претрпело некакви измени, не суштински, меѓутоа некакви јазички мали измени има претрпено од тогаш црковно-словенскиот јазик, поблизу ќе до нашите говорни јазици сегашни, а сигурно тогаш во тоа време бил поблизук овој јазик на кој што е напишано до тогашните говорни јазици на ова подрачје. Не се разликува многу, меѓутоа во некакви сегменти има некакви разлики, тоа ние го приметуваме кој што секојдневно ги користиме книгите. За вас можеби нема да биде се разбирливо, меѓутоа убаво е да се потрудите и да прочитате нешто од овие книги. Повеќето букви се познати, има некои стари букви кои што постојат само во црковно-словенскиот јазик сега, меѓутоа сигурно ако човек почесто доаѓа на богослужби и да слуша и црковно-словенски како се чита, полека ќе почне да го разбира црковно-словенскиот јазик како свој и нема да му биде потребен превод, бидејќи тоа е коренот на нашиот јазик. И можам тука можеби да злоупотребам во наводници позицијата која ми е дадена и привилегијата да ги повикам луѓето почесто да доаѓаат на богослужбите и таму да го слушаат црковно-словенскиот јазик, да се потсетат на корените и да видат колку многу е сличен со јазикот кој што ние го говориме денеска, меѓутоа јазикот е жива материја и тој се менува постојано и ќе се менува и понатамо, меѓутоа суштината останува иста и тоа е наша култура, нашите корени, од кои нити можеме, нити сакаме да се откажеме. Простете ако одолжив многу со обраќањето.